За неполни 2 месеци општините ќе треба да дадат отчет пред УНЕСКО за досега реализираното, а струшкиот градоначалник Рами Смерко и после половина година одбива да го предаде инвентарот на дивоградби, иако властите и УНЕСКО го побараат тоа од него уште во јули месец. Од Министерството за животна средина велат поради ваквиот игнорантски однос на струшкиот градоначалник кон препораките за заштита на регионот, таму ќе се постапува поинаку. Мирко регистар дивоградби не достави. Ние најверојатно ќе го направиме врз основа на претходно доставени регистри на барања за легализација, па потоа инспекции и сѐ што треба, велат од ресорното министерство. Мирко наместо со дивоградби доставил инвентар со 3300 објекти кои бараат легализација, што пак нема никаква поврзаност со бараниот регистар, информираат од Министерството за транспорт и врски. Согласно одлуката на владата од јуни оваа година по препорака на УНЕСКО, општина Струга нема доставено попис инвентар на дивоградби пред и по 2011 година. Но струшкиот градоначалник оваа ситуација и понатаму ја образложува потенцирајќи ги сопствените убедувања дека во струшкиот заштитен појас нема ниту една дивоградба, иако канцеларијата на УНЕСКО го утврди токму спротивното. Во Струга, како што сум рекол до сега, во заштитената зона нема ни една, пак го тврдам, дива градба. Во внатрешноста на градот кои не спречуваат, значи или не му прават штета, или не е под УНЕСКО, значи тие имаат поднесено барање за легализација со постоечиот закон за легализација. И ние како Струга немаме проблем во тој поглед. Од владата немаат коментар за ваквото однесување на струшкиот градоначалник, а екологистите им алармираат дека со многу забавен тек се работи на исполнување на препораките на УНЕСКО. Активистите на Охрид СОС велат дека и во двете општини од 19 препораки се исполниле само 3, меѓу кои нема ниту една срушена дивоградба, што е многу мало остварување. Рокот за испорачување на сработеното до Светската комисија за заштита на културното природното наследство е 1 февруари, а пред тој датум, кон крајот на јануари, е најавена посета на представници од УНЕСКО, кои на терен ќе ги сумираат постигнатите резултати.